Мојата апликација заслужува одговор е насловот на кампањата што почнува денеска, а ја организира Ротаракт клубот Скопје центар. Целта на проектот Мојата апликација заслужува одговор е да се мотивираат компаниите да дадат повратен одговор на добиена работна апликација. Платформата се состои од благодарност за примената апликација и дополнителна информација за процесот на избирање на кандидатите. Добро дојдовте во Урбаните вести, со оваа информација ги започнуваме вестите, а еве што останато ќе видите во нив. Презентација на електрични возила за град Скопје. Денеска започна екстерното тестирање. Нестабилното време продолжува во следните 3 дена. Училишен атлетски крос во општина Карпош. Поскапува бензинот. Во град Скопје денеска беше одржана тркалезна маса на тема електромобилност помеѓу желбите и можностите, на која главна тема беа електричните автомобили и придобивките од нив. Градот Скопје зема активно учество во промоцијата на електричните автомобили во Република Македонија и придобивките од нив за почиста околина. За таа цел денеска беше одржана тркалезна маса на тема електромобилност помеѓу желбите и можностите, на која присуствуваше и градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски. Целта на оваа тркалезна маса е да се разменат мислења за електромобилноста во градот Скопје, можностите, пречките и бариерите за воведување на електричните автомобили во Скопје, како и за разните други фактори, институционалните и финансиските, кои што може да помогнат за поефикасно спроведување. Електромобилноста е следниот чекор за кој е потребно да се креираат и имплементираат мерки и активности што представува и разумно решение за предизвиците кои се јавуваат во делот на секторот за транспорт, а тоа се намалување на зависноста од нафта, намалување на загаденоста и намалување на бучавост. Прв чекор на градот Скопје е набавка на електромобили за туристичка понуда и набавка на електрични велосипеди кои ќе бидат дел од системот за изнајмување на истите. За скоро време можам да најавам дека истите ќе бидат ставени во функција на граѓаните на градот Скопје, заради тоа што тие истите веќе се набавени преку јавното претпријатие Градски паркинг. Преку европскиот проект Електра беше испитувано јавното мислење преку анкета за тоа колку граѓаните се запознаени со придобивките од електричните автомобили и било заклучено дека многу малку се знае за тие автомобили, но сепак граѓаните се отворени за воведување на оваа нова технологија. Постојат повеќе табуа за електричните автомобили, почнувајќи од тоа дека се многу скапи, до тоа дека не може да развиваат многу голема брзина, дека не се многу безбедни. Втор предизвик е потребната инфраструктура. Но на денешната дебата беше заклучено дека електричните автомобили, покрај тоа што се корисни за заштита на животната средина, се премногу и економични. Градоначалникот Трајановски потенцираше дека градот Скопје и досега имаше разни активности, се со цел помало загадување на воздухот, како на пример обновување на возниот парк на ЈСП со 302 нови автобуси, изградба на енергетско ефикасна сообраќајна инфраструктура со кружни текови и широки булевари, креирање и имплементирање на политика за паркирање, промовирање на велосипеди и друго. Електромобилноста е следниот чекор за кој е потребно да се креираат и имплементираат мерки што представува разумно решение за предизвиците што се појавуваат во секторот транспорт, а тоа се намалување на зависноста од нафта, намалување на загаденоста, намалување на бучавоста. Прв чекор на градот Скопје е набавка на електромобили и електрични мотори, наменети за туристички цели, кои ќе бидат наменети за изнајмување, посочи градоначалникот Трајановски. Трајановски најави дека наскоро за потребите на администрацијата ќе бидат набавени уште електрични автомобили и мотори, се со цел да се даде пример и на другите државни институции и тие да го направат истото и да се даде придонес за почиста и поздрава животна средина. Процесот на екстерно тестирање кој започна денеска и ќе трае до 10 јуни се одвива успешно, без пријавени технички проблеми на системот или проблеми од организацијски аспект, оцени денеска министерот за образование и наука Спиро Ристовски.
Денеска започна екстерното тестирање на учениците од 4-то оделение во основното образование до 3-та година во средните училишта. Првиот од вкупно 2 предмета. Денеска го полагаат 77.000 ученици во сите 680 основни и средни училишта. Предност им е дадена на осмоделенците поради роковите за упис во средните училишта. Според податоците на Државниот испитен центар, чии кол центри се активни во текот на целиот процес на тестирањето, тоа успешно започна во сите училишта во Република Македонија. Исклучок е подрачното училиште Михајло Граменов во село Малино, општина Чучер Сандево, каде тестирањето е одложено за утре поради прекин во снабдување со електрична енергија, проблем на чиј отстранување работат екипи на Ивана. До 13 часот 370 училишта испратиле извештаи дека кај нив е завршено тестирањето и нема пријави за ниту еден технички проблем во системот во ниту едно училиште, ниту пак никаков проблем од организацијски аспект. До 14 часот тестирањето е завршено за 50.000 ученици. Министерот Ристовски истакна дека во 2 училишта имало мало задоцнување на почетокот на тестирањето, но како што рече, станувало збор за прекин на интернет, што како и прекинот за снабдување со електрична енергија не се фактори кои зависат од Министерството. Тоа нагласи дека екстерното тестирање е исклучително обемен процес во кој што се вклучени безмалку 200.000 ученици. За евентуалните забелешки на резултатите од екстерното тестирање, родителите и старателите или пак самите ученици може во рок од 3 дена да поднесат приговор до Државниот испитен центар. И во следните 3 дена продолжува нестабилното време со поројни дождови во Скопје и Македонија. Метеоролозите најавија стабилизација во четврток со покачување на дневните температури, но за време на викендот се очекува повторно промена на времето проследено со локални врнежи и грмежи. Томислав Атанасовски ги има деталите за временската прогноза. Времето во Скопје и Македонија денеска беше облачно со повремени врнежи од дожд, пообилни во југоисточните делови на земјата. На места врнежите беа придружени и со грмежи. Дуваше слаб умерен ветер од јужен и југоисточен правец. Температурите се движеа од 16 до 26 степени. И во наредните 3 дена времето во Македонија и Скопје ќе биде нестабилно со врнежи од дожд. Утре попладне под влијание на влажен бран од Медитеранот ќе има врнежи од дожд, кои во ноќните часови во јужните и источните делови се очекува да бидат пообилни. Во среда времето ќе биде облачно со дожд во предпладнените часови и максимална температура до 21 степен. Нормализирање на времето се очекува дури во четврток со пораст на дневните температури. За време на викендот метеоролозите најавуваат повторно дестабилизирање на времето проследено со дожд и грмежи. Вредноста на УВ индексот изнесува 6. Утре во попладневните часови нашето подрачје ќе потпадне под влијание на влажен бран од Медитеранот, кој што ќе услови врнежи од дожд најпрвен во јужните делови, па и понатаму источните делови, кои што ќе се прошируваат во текот на вечерните часови кон север. Наместо очекуваме врнежите да бидат нешто пообилни и тие врнежи очекуваме да продолжат и во среда предпладне. Во среда во текот на денот ќе настапи намалување на облачноста, така што веќе во четврток и петок ќе преовладува стабилно време и малку потопло. Температурите очекуваме овие 2 дена да се достигнат од 23 до 30 степени. Инаку во деновите од викендот не очекува повторно дестабилизирање на времето со локални врнежи од дожд проследени со појава на грмежи. Ова се совпаѓа со месечната прогноза за месец јуни, според која што првата недела треба да биде со врнежи над просекот, меѓутоа во поглед на температурите ќе имаме подпросечни вредности, додека натаму во наредните седмици од месецот јуни очекуваме да сепак месецот јуни да биде со сите своји елементи, и во поглед на врнежите и температурите да имаме просечни вредности. Во организација на општина Карпош и оделението за спорт и култура при општината на кеот од реката Вардар по 5-ти пат се одржа училишниот атлетски крос. Во 10 категории силите си ги одмерија сите ученици од основните училишта на територија на општина Карпош. За најдобрите атлетичари следуваат дипломи и пехари, кои им ги додели председателот на Комисијата за спорт при Советот на општина Карпош Давор Грче. Најдобрите постигнати резултати во 10 категории на овогодинишниот традиционален училишен крос се Бисера Тушевска од основното училиште Вера Циривири Трена, Андреј Алексовски од Димо Хаджидимов, Давид Наумовски од основното
Основното училиште Војдан Чернодрински, Елена Атанасова од Петар Попарсов, Стефан Николовски од Основното училиште Петар Попарсов, Марија Спасова од Вера Циревири Трена и Бесар Мемети. Од нокеска на полнок се зголемува цената на нафтините деривати. Малопродажните цени на нафтините деривати од нокеска на полнок се зголемуваат од 1 до 1,5 динар за литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Бензинот Евросупер БС 95 поскапува за 1,5 динари и ќе чини 80,5 динари за литар. Цената на Евросупер БС 98 се зголемува за 1 динар и ќе изнесува 82 динари за литар. За 0,5 динари поскапува евродизелот, кој ќе се продава за 68 динари за литар. Повисока цена за 1 динар ќе има екстра лесното масло за домакинство и таа ќе изнесува 57 динари за литар, а мазутот поскапува за 1,14 динари и 1 килограм ќе се продава за 41,6 динари. Кошаркарите на ИМЗАТ Скопје победува со 2:1 во победи против Работнички во финалето на плејофот и се на чекор до третата шампионска титула. Ракометарите на Фленсбург се новите европски клубски шампиони, а тимовите на Мајами и Сан Антонио ќе играат во големото финале во НБА лигата. Повеќе за спортските вести веднаш по рекламите.